Драги пријатели, драги соборци, имам за задача накратко да направам еден преглед на изминатата година. Република Македонија на незината територија има власт која се представува од името на државата Република Северна Македонија. Октруираната власт ја погази граѓанската волја за непромена на името, беа донесени неуставни амандмани заради промена на уставот, видовме политичка и лична дрскост. Нас, членовите на Глас за Македонија, не води идејата, таа не прави истрајни и мотивирани да бараме, манифестираме, протестираме и делуваме. Во актуелната биполарна политичка средина партијата Глас за Македонија не е дочекана со добредојденост. Овде има од се по нешто: малициозност, недоверба, сомневање, подбив, цинизам. Но од друга страна, ние сме заедно со сите други, индивидуални и групни чинители, кои имаат храброст на злото да му кажат дека е зло, а на ароганцијата од највисок ред во државата, но и на предавството, измамата, некадарноста, бесрамноста. Идејата на оваа здружена линија е да биде коректив на сите општествени и политички аномалии, да предупреди и поучи, советува, укорува и да казни, но и да ги отврли сите недоразбирања, поделби, несреќи и неправди. Ова го велам имајќи го во предвид оние фамозни 2/3 непобитен фактор кој е победник на референдумот од 30 септември 2018 година за непромена на името на државата Република Македонија. Борбата на Глас за Македонија не застанува овде, напротив и сега се развива и се разгранува без оглед каква е или ќе биде амплитудата на успехот или неуспехот на превземените активности и действија заради остварување на главните цели. Ке набројам само еден дел од нив. Враќање на името на државата Република Македонија и унитарниот карактер на државата. Востановување на македонскиот јазик како единствен службен јазик на територијата на цела држава. Безкомпромисно воспоставување на правна држава и владење на правото со доследно почитување на Уставот и законите на Република Македонија, подеднакво за сите граѓани. Демократизација која ќе почива на строго раздвојување на законодавната, извршната и судската власт. Силна економија заради духовно и материјално богати граѓани, а не заради нивно преживување. Вклучување на македонската дијаспора, присутна во регионот и подалечните држави, во политичкиот и општествениот живот, како и враќање на грижата за македонското национално малцинство во соседните држави. Програмските определби и задачи поопширно ќе ви ги представи и образложи председателката на партијата Глас за Македонија, професор доктор Солза Грчева. Почитувани присутни, драги мои пријатели, кога сите околу вас молчат, вашиот глас станува мокен, ова е веќе познатиот слоган на нашата партија. Собрани сме денес да одбележиме една година од работата на партијата, би рекла и движењето Глас за Македонија. Немирна година, полна со искушенија, падови и успеси. Уште во формирањето реков дека глас повеќе означува крик. За сите случувања во државата веќе 28 години, а во дадениот политички момент е и платформа за обединување и ширење на вистината и љубовта кон модерна и напредна Македонија. Нашата борба, која започна и пред бојкотот, но пред се и со бојкотот на референдумот, допрва ќе прерасне во борба за враќање на се она што го изгубивме со срамните асиметрични договори. Нашето право како народ на самоопределување е врвна меѓународна норма. За него ќе се бориме и таа битка ќе ја добиеме. Во моментот кога ќе ги тргнеме марионетските, корумпираните структури, но и кариеристите,
кои не понижија најмногу сега, но да не се лажеме, и во децениите наназад. Нашите универзални права ќе мораат да бидат прифатени од сиот слободен и цивилизиран свет. Тоа ќе се случи кога ние ќе решиме и собереме храброст на волците да им ја одереме кожата, за да останат разголени пред сиот народ, кој е единствениот суверен во оваа држава. Нема да дозволиме да влеземе во историјата на исчезнатите цивилизации како народ кој сами од себе се укинал, како народ кој сами од себе не се сакал доволно, како народ што сакал да биде нешто друго од тоа што е. Нашите предци знаеле дека сме мал, но горд европски народ, народ од светот на цивилизациите. Почитувани, во кој политички амбиент се роди Глас за Македонија? Како што полно пати сум изјавила, партиите на власт кои се менуваат циклично со променети лидерства од осамостојувањето до денес не доведоа, еве гледате до каде, до работ не само на сиромаштијата, туку на работ на опстанокот на Република Македонија. Водиме во корупција, сиромаштија, лошо образование, загадување, невработеност, си поигруваат со редефинирање на унитарноста на државата. Дури се посегна по нејзино преименување, а наше обезличување. Општа распродажба на се што сме стекнале со љубовта, знаењето и мудроста над постарите генерации. Сите референтни системи ги срушија, влегуваат во политика само за да се збогатат, подгазуваат под себе судови, медиуми, институции, создаваат атмосфера на страв и вазална послушност. Нема ниту еден функционален систем, ниту една здрава институција. Погледнете околу себе, нема срекни граѓани. 2018 ја гледам како успешна година на трезнење на македонскиот народ. Не е голема мудрост да се лоцираат трите главни фактори кои се причини за нашето лошо и несигурно живење. Прво, отсуство на владење на правото. Второ, безобразното и насилничко функционирање и практикување на власта од страна на политичките партии, а со тоа и на институциите. И трето, влошување на квалитетот на образованието. Ги знаат сите овие фактори, но од ова што го видовме досега и денес, партиите на власт не само што не сакаат да ги решат овие жестоки проблеми, туку самите ги создаваат. Нивната природа на бизнис друженија не може поинаку. Од тоа се хранат, од тоа владеат и нема да се променат. Токму со овие горливи проблеми мораме да се фатиме во костец и да не отстапуваме. Почитувани, на државата свесни сте дека е потребен целосен ремонт. Само луѓе наоружани со знаење, повторувам со знаење, без криминални хипотеки, со храброст, можат да направат драматични промени. Не ни се потребни гломазни партии со клиентелистичко членство, но здружување на умни и посветени луѓе кои утре ќе можат да владеат со државата како што доликува. Глас за Македонија, како модерна демократска партија која политички се позиционира во центарот, поддржува еднакви можности и економска слобода. Почитувани, кога говориме за Глас за Македонија, акцентот не е на млада, туку на различна партија. Каква Македонија ние замислуваме и за каква Македонија се бориме? Професорката Котлар ги наведе нашите стратешки цели. Јас ќе се осврнам само на неколку клучни системски принципи, Виветив и Лани. Широка партиципативна демократија веднаш штом ја освоиме власта. Системско спречување на корупцијата, не само борба,
да спречиме воопшто појава на корупција, посебно во високите ешалони на власта и организираниот криминал, кој за жал стана едно. Нема да има повеќе делегирање на членови од партиите или наместени конкурси во разни клучни тела, како што се Државната комисија за спречување на корупцијата, Државниот завод за ревизија, Финансиската полиција, Управата за перење на пари и Агенцијата за управување со конфискуван имот. Но затоа пак ќе се зголемат нивните надлежности. Доследно спроведување на мерката конфискување нелегално стекнат имот. Спремаме нови закони за конфликтни интереси, бидејќи овој Стариов е мајтап, не знаеме точно што е конфликтни интерес, секој може да се извлече од тој закон. За јавни набавки, ставање крај на неказнивост на носители на јавни функции, безпоштедна борба со корупција, би рекла спречување на корупција и департизација на институциите. Луѓето треба еднаш да разберат дека всушност партизацијата на општеството е највисок вид на корупција. Не е корупција само ако некој ви додели тендер или земете пари. Секој партиски директор на јавно предпријатие е по дефиниција корупција. Професија, а не партиска книшка. Ова е реформа над реформите кој не успеа никој да ја направи. Никој всушност и не сакаше да ја направи. Така добивме неуки партиски војници да водат најодговорни стручни системи. Тоа мора и ќе престане веднаш. Само отворен конкурс, компетенции, референци и образование. Ќе воведеме и големи промени во изборниот законник. Веднаш по освојување на власта ќе воспоставиме нов изборен модел. Ќе има една изборна единица, мешовит мнозинско пропорционален модел со отворени листи. Граѓанинот ќе може да гласа не за целата понудена листа, туку да го одбере својот пратеник. Но ќе воведеме и можност за отповикување на пратеник, отповикување на советник во општините по барање на граѓаните кои го гласале. Да го имавме, да имавме оваа мерка и овој модел, немаше да се тресеме како ќе гласаат оние 80 па потоа 81 во собранието кои ни ја скроја судбината. Уште поважно, ќе воведеме можност за распуштање на собранието, а не како досега да чекаме на негова милост и самораспуштање. Собранието мора да е представнички дом на граѓаните, а никако не продолжена рака на власта. Граѓанинот конечно треба да стане извор на суверенитетот. Мораме да ги унапредиме по секоја основа облиците на непосредно изјаснување на граѓаните. Ние добивме референдум, тој референдум едноставно се искина и се фрли во кошница. Но ние сме тука да кажеме доволно е. Доста е со омраза, доста е со обвинувања, доста е со поделби. Бидејќи вака ја губиме државата од нашите раце. Време е ово општество да биде пример за прогрес, економска стабилност и квалитетен живот. Свој на своето, а наша е одговорноста. Македонија може и мора многу повеќе од ова. Може и ќе биде успешна, приказна и затоа стојам цврсто пред сите вас да ви гарантирам дека заедно ќе ја градиме татковината на здрави темели. Ајде да застанеме обединето, гордо, цврсто и самостојно да одлучуваме сами за својата судбина. Македонија силна и за нас никогаш северна. Ви благодарам.